Општина Кочани е во групата на најтранспарентни општини за своето финансиско работење и го следи општиот тренд на постојано подобрување. Оваа оценка е дадена во извештајот од истражувањето на фискалната транспарентност на општините, што го реализираше проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Според индексот на буџетска транспарентност на ниво на единици на локална самоуправа, што го изработи Центарот за економски анализи, општина Кочани е на високото 6-то место во групата од 13 најтранспарентни општини во државата. Буџетската транспарентност за периодот 2021-2022 во однос на претходниот едногодишен фискален период бележи раст од 2 индексни поени, односно 15 од максимални 16 поени. Даночната транспарентност на општина Кочани е со многу висок степен на интензитет, односно измерена е транспарентност од 60% на локалните даноци со 20% подобрување од минатата година. Во извештајот на проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите, Кочани е издвоена како општина, што е еден од добрите примери кои започнаа да ги споделуваат во живо седниците на Советот преку каналот YouTube. Мерењето на буџетската транспарентност на општините е извршено врз основа на степенот и начинот на достапност на документите што се поврзани со буџетскиот процес кај секоја општина, како и степенот на учество на засегнатите страни во сите фази од буџетскиот процес. Нивото на даночна транспарентност пак е утврдено врз основа на достапноста на документи, информации и податоци што се поврзани со даночниот систем на локално ниво, како и со учеството на граѓаните во донесувањето одлуки. Партијата за демократски просперитет на ромите одржа пресконференција на која обвини за повторни политички притисоци, дискриминација и реваншизам врз вработени во комуналното претпријатие Водовод, а кои се нивни членови. Тоа почнало веднаш по одржувањето на локалните избори и по промената на власта минатата година. Под особено силен притисок и тортура беше нашиот подпредседател на партијата и актуелен советник во Советот на општината од редовите на нашата партија Аки Акиов, а во коалиција со СДСМ. На истиот, поради почитувањето на ставовите на нашата партија и на коалицијата и поради непочитувањето на политиките на мнозинството за одлуки кои беа на штета на граѓаните, му се одземено овластувањето од работната позиција раководител во јавното претпријатие без никакво образложение. Најверојатно, под притисок на јавноста, истите овластувања му се вратени, за да сега повторно, по неговото инсистирање за добивање на одговор на прашањето зошто и од кои причини и каде ќе се пренаменат средствата наменети за така наречената стара касарна во износ од 8 милиони денари, а и дополнително што остана целосно доследен на ставот да не се донесуваат одлуки за покачување на цените на геотермалната вода за над 120% на 3.10.2022 година му се донесува одлука за повлекување на овластувањето од работното место раководител во секторот водовод и канализација, кои му беа дадени со овластување од сегашниот градоначалник, кој што претходно бил и директор на јавното претпријатие. На пресконференцијата Ахмедовски обвини дека врз Акиов биле вршени притисоци од локалната власт и од раководството на Водовод да ги поддржува политиките на мнозинството во Советот со закана по неговото работно место, што било и спроведено. Со ваквиот нивен однос се потврдува фактот дека тие водат деструктивна политика, дека немаат демократска алтернатива и дека се автори на конфликти од меѓупартиски и меѓуетнички карактер, а тоа се потврдува со фактот што истиот пред одржувањето на Советот на 39.2022 година поединечно бил повикуван од сите споменати лица за да ги поддржи нивните политики. Ова не е основана причина да биде психички малтретиран и да биде вознемируван на работното место, односно ова веќе представува на вистина класичен мобинг, кое што е нешто недозволиво. И покрај тоа, и ние како партија, а и самиот советник, и понатаму остануваме доследни на нашите политики кои се во интерес и заштита на ромската заедница, особено на правото на достоинствено и хумано домување, а не како во случајот со жителите од старата касарна за кои се обезбедени сите предуслови за реализација на истото право. Оваа реакција е осмислена од страна на локалните власти со цел да се ослабнат позициите и влијанието на советникот, истовремено и подпредседател на нашата партија во неговите заложби за унапредување на квалитетот на живењето на ромската заедница.
Со цел да се подигне свеста, разбирањето и вреднувањето на придонесот на учителите и да се мобилизира поддршката за нив, 5 октомври е востановен како Светски ден на учителите. Се прославува во чест на организациите на учителите ширум светот, односно на синдикатите за образование. Во Кочани, свеченост по повод овој ден се одржа во Основното училиште Раде Кратовче, во која учествуваа и дел од учениците. Учениците се подготвуваат со своите наставници и имаме најразлични содржини од литература, музика, од странски јазици и слично. Годинава Светскиот ден на учителот се одбележува под мотото «Учителите го минуваат светот», при што во забелешките од УНЕСКО се наведува дека ниту во 21. век не е лесно време да се биде учител. Додека порано наставниците биле високо почитувани во својата професија и представувале модел и инспирација за децата, во денешно време тие се соочени со општите неуспеси во образовниот систем. Поради тоа, професијата учител е исправена пред големи предизвици. Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис во библиотеката Искра беше промовиран романот Солзите на сестра ми од авторката Лилјана Зашова. На промоцијата за новото книжевно дело на Зашова зборуваше Славица Цветкова, која истакна дека овој роман обработува интересна тема каква што е посвојувањето и згрижувањето деца, а за која кај нас многу малку јавно се зборува и пишува. Романот се чита во еден здив и остава длабок впечаток, истакна Цветкова, поради што го предизвикува читателот на длабоко размислување за прашањето како се чувствуваат и лицата кои посвоиле деца, но и какви се внатрешните чувства на децата кои биле посвоени, откако ќе го дознаат фактот дека не им се биолошки родители луѓето во чие семејство израснале. Авторката на романот изрази благодарност за можноста да се представи пред читателската публика во Кочани на својата втора промоција, откако делото предходно беше представено и во Охрид. Приказната е вистинска. Значи, оваа приказна е слушнав пред 20 години од еден наш пријател лекар, лекарот во книгата, докторот што е во книгата. Зошто сега ја пишувам, не можам да објаснам. Значи, јас перманентно слушам за животот на тие две девојчиња, од време на време што се случува, ма тоа се кратки податоци што ги дознавам. И пред 4 години наеднаш решив да напишам таа приказна. Не знам што ме потикна. Имаше некој порив што беше посилен од мене. Значи, јас не сум писател. Веројатно тоа го имаат писателите, кога ноќе се будиш и ти доаѓаат идеи што да пишуваш. Судбината на тие две девојчиња ме трогна уште тогаш кога ја слушнав. Како што рековте, тоа е табу тема во Македонија. Не знам колку пратите, французите ги отворија досијата за децата посвоени. И еден куп деца си најдоа потекло од Србија. Во Србија, не знам докаде, има едно друштво за истражување каде се дадени, зашто, знаете, во тоа не се само легално посвоени деца. Тоа друштво што е формирано во Србија е за крадени деца. Значи, имало многу. Јас од време на време се сомневам дека и во Македонија во тие 80-тите години, 70-тите години се случувало. Не знам за денес, не можам да речам. Во рамки на промоцијата, извадоци од романот читаа ученици од Следното општинско училиште Лјупчо Сантов, со кое библиотеката од Кочани има повеќе годишна добра соработка. Настанот музички го збогатеја и ученици од Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Романот Солзите на сестра ми е достапен за љубителите на пишаниот збор во библиотеката Искра. Во Основното училиште Никола Карев се одржа презентација на идеен проект за уредување на училишниот двор и просторот околу објектот, а што го изработил Дарко Арсов, поранешен ученик во ово училиште. На презентацијата присуствуваа представници од локалната самоуправа, од јавните институции, издруженија на граѓани, од стопанскиот сектор, како и вработени, при што беше истакнато дека се работи за проект што треба да поттикне иницијатива за негово спроведување во дело. Преку кратка видеоанимација беа представени размислувањата на авторот на проектот за тоа како да се искористи просторот со кој располага училиштето,
при што предвидени се дополнителни содржини за спортување, рекреација и едукација на учениците, но и за порационално искористување на училишниот двор. Презентацијата беше 3D проект со урбанистички план во кој се опфатени паркинг, зеленило, игралишта, затворен базен. Се надевам дека ова ќе послужи за воиднина, барем нешто од ова да се реализира. Авторот на идејниот проект за уредување на училишниот двор на Никола Карев рече дека е дипломиран инженер за интериер и внатрешен дизајн. И иако нема директна поврзаност со урбанистичкото планирање, сепак приврзаноста кон својата поранешна образовна институција го натерала да креира нешто што ќе биде од општествена корист. Овој проект или презентација го спреми наш бивши ученик, тоа е Дарко Арсов, кој што имаше некоја своја визија за надворешното уредување на нашето училиште, кој што е со огромна површина и простор, а не е уредено веќе со многу години наназад. Идејата ја видов на Facebook, кај него, кај самиот профил на Дарко, го повикав на разговор кај мене во канцеларијата, се договоривме заедно да се направи едно 3D Full HD видео со тоа како би изгледало училиштето во Никола Карев, доколку сите општествено одговорни компании и фирми кои што работат на територија на општина Кочани и пошироко, заедно со локалната самоуправа, заедно со Министерството за образование, што со МОН, заедно со нас како Совет на родители, училишен одбор и училиште, да можеме дел по дел тоа да го реализираме. Знаеме дека проектот е голем и крупен, затоа секој проект ќе го правиме поединечно. Сите може да се вклопат во овој проект, сите општествени фирми, сите поголеми компании кои што имаат средства и можност, а најпотребно е волјата за да бидат да помогнат, да ни ги подобрат условите во училиштето, со тоа ако имаме здраво образование, се надевам дека ќе имаме и здраво иднини генерации кои што нема да бегаат од нашите градови и држави, туку ќе остануваат овде, бидејќи ќе имаат зрели и убави услови за работа. На презентацијата на идејниот проект беше констатирано дека неговата реализација во пракса може да биде во повеќе години. Како пример беше посочена изградбата на училишен базен, што е реалност со оглед што пред корона пандемијата во државата имаше владина поддршка токму за вакви објекти. Форумот на жени на СДСМ од Кочани одржа пресконференција на која беше посочено дека октомври е светски месец за борба против ракот на дојка. Поради тоа, треба да продолжи подигањето на јавната свест за поддршката на лицата заболени од оваа болест. Октомври е светски месец за борба против ракот на дојка. Месец посветен на подигање на свеста. Октомври е месец кога секоја жена се чувствува поинаку и на свој начин ја дава својата поддршка. Некои од нас носат розово, некои е славаат победата над болеста, некои се соочуваат со најтешките битки, се чувствуваат осамено и изолирано. Но ние жените треба да бидеме овде една за друга. Преку нашиот глас да истакнеме важноста од превенција и навремена детекција, да се потрудиме секоја жена да има пристап до медицинска нега. Форумот на жени на СДСМ Кочани активно е вклучен со низа активности со цел да подигнеме свесноста за ракот на дојка, да им помогнеме на граѓаните и нивните фамилии кои се борат со оваа болест, но и да укажеме дека оваа борба е наша заедничка и дека треба заеднички да правиме промени за подобри услови за лекување на заболените од рак, достапност до нови терапии и достоинствен живот за сите оние кои што се борат со оваа тешка болест. Бидејќи информацијата значи помош, а ракот не е само проблем на индивидуата, туку на целото општество, во текот на месец октомври ќе организираме трибина со цел да се подигне свесноста за тоа дека ракот може да се третира како излечива болест, но и да се информираме за начинот на превенција, потребата од редовните прегледи и важноста за раната детекција. Ракот не бира пол, возраст, националност. Затоа ќе повикуваме сите жени да се вклучат во ширење на информацијата, подобрување на разбирање на болеста, како и редовната самопроверка и скрининг, се со една цел – превентива на ракот на дојка, бидејќи заедно можеме да направиме промени. На промоцијата на романот Солзите на сестра ми, сопругот на авторката Благој Зашов, кој е поранешен македонски амбасадор во Романија и представник на македонската мисија во Советот на Европа во Страсбург, направи пријателски гест, при што на општина Кочани и подари уметничка слика.
Тоа е четвртата слика што тој ја подарува на институциите во родниот град, а предходните 3 ги красат просториите на основното училиште Раде Кратовче, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и библиотеката Искра во Кочани. Ја користам приликата, една од сликите што своевремено канадскиот сликар Майкл Клоз ми ги подари кога бев амбасадор во Букурешт и ми рече по изложбите што ќе ги организираш во Романија, подари ги на пријатели и на институции на кои ти мислиш дека треба. Ќе почнам со последнава слика што ќе ја подарам на општината и го поздравувам градоначалникот и неговото присуство, искористувајќи ја приликата да уште последната, четвртата слика да остане овде во Кочани, откако предходните 3 ги подарив на моето основно училиште Раде Кратовче, на гимназијата Лјупчо Сантов, каде што завршив средно образование, и на библиотеката која беше подарена за време на изложбата на слики од овој автор кој е во Канада, но сепак е близок до Македонија. Градоначалникот Папазов, кој во име на општината ја прими подарената слика, упати благодарност за гестот. Четвртата слика, подарок од Благој Зашов, ќе биде изложена во просториите на мултикултурниот центар во Кочани.